Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Наташа Мерсовска, а вие ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Во неј ќе ви информирам за најважните настани оваа недела. Актуелна тема деновиве отписот на долгови. Вкупно 43.000 граѓани побарале државата да им ги прости неплатените сметки за парно, струја, радиодифузна такса, како и кредитни минусни салда во банките. Првите решенија за отпис веќе почнаа да се доделуваат. Како оди постапката, има ли проблем, ќе ни каже мојот гостин, господинот Гордан Станковиќ, член на управниот одбор на Комората на извршители. Добар ден, господине Станковиќ, и добре дојдовте во радиото во Боја. Добар ден, благодарам за поканата. Благодарам и од моје лично име за приликата нешто да кажеме и од името на Комората на извршителите на Република Македонија. Ви благодарам. Кај извршителите кај вас се наоѓа најголемиот број на овие предмети кои што социјално загрозените граѓани бараат да им бидат отпишани долговите. Како се одвива оваа постапка? Станува збор за еден проект на владата кој што беше, да кажам, планиран и од самата Комора на извршители. Станува збор за огромна маса на предмети за кои што тешко одеше на платата, само непотребно го, да кажам, оптоваруваше побарувањето на овие доверители кои што ги споменавте, при што многу тешко и бавно одеше на платата. Владата го направила ова што го направи, имаше сериозно добар одзив од страна на извршителите, бидејќи ние можевме да го тоа прифатиме или не, имено беше тоа на доброволна база направено. Од 99 извршители, дури 98 се согласија и го подпишаа договор со Министерството на финансии, со кој што се согласува извршителот да своите трошоци ги прости, односно да не ги наплати, воколку по поднесено барање на должник, Министерството за труд и социјална политика ќе донесе решение за опростување на долгови кон овие доверители кои што исто така во рокот во кој што беше оставен се согласиле и доброволно се приклучиле кон оваа програма. Рокот за пријавување е веќе поминат, сега е во тек издавање на решенијата. Ние, како Комора на извршители, не сме директно вклучени во овој дел од постапката, бидејќи тоа се одвива во рамките на Министерството на труд и социјална политика. Колку што знам, граѓаните сами поднесуваат, само барање поднесуваат, а доказите ги прибавува Министерството по службена должност. Таа бројка од 43.000 поднесени барања е, да кажеме, интересна за разгледување, ако ја споредиме со бројот на вкупно поднесени барања за извршување во текот на оваа година и минатите години, која што се движи оваа година за овие 9 месеци се поднесени 106.602 предмети за присилно извршување. Минатите 2 до 3 години таа бројка исто така се движеше околу 100.000 предмети, преходните години нешто пониско. Ако се знае дека во овие барања за опростување на долгови влегуваат предметите кои што се до нова година, значи поднесените од оваа година не влегуваат во таа бројка, тогаш ми се чини дека бројката е веројатно и пониска од онаа што веројатно се очекуваше. Зошто? Затоа што извршувањето постои од 2006 година, заклучно со 2013, тоа се значи 7 години или 6,5 како доаѓа, поднесени се веројатно негде околу преку 500.000 предмети за извршување, а од таа бројка, ако се одбие бројот на завршени предмети, што обично изнесува околу 30%, тоа значи остануваат уште околу 350.000 активни, а од нив еве само 50.000 граѓани поднеле барање. Ако се знае дека добар дел од овие значи од овие предмети, ние ги броиме кај нас поднесените предмети, или може да се случи да еден човек има 5 или 10 предмети. Во секој случај ми се чини дека тоа мала бројка за отпис. Дали тоа се должи на тоа што некои луѓе не сакаат да им се отпишат долговите или напросто не ги исполнуваат условите, останува да видиме. Било како било, од овие поднесени предмети, еден дел ќе бидат одбиени како неосновани, не ги исполнуваат напросто законските услови за ради опростување, дел ќе бидат најверојатно како неуредни, тоа неизбежно. Колку очекуваат од овие 43.000 граѓани да им бидат простени долговите? Вие знаете тешко може да се процени со оглед на тоа да досега вакви акции немало. Ја мислам дека сигурно барем половина ќе бидат дозволени. Тоа значи во половина предмети ќе се појави обврска на државата во врска на тој претходно споменат даночен кредит. Тоа значи за она опростување на долгови, дел од тоа ќе го покрие државата. И
тоа кај на пример во извршителските канцеларии ќе биде трошокот кој што се однесува на материјалните трошоци. Кај банките ќе се однесува на трошоците и на 10% и 1/10, значи од поборувањето што се опростило и така натаму. Така да тоа е работа на Министерството на финансии понатаму како ќе го решава. Она што е сега кај нас важно е да ние го довршиме овој процес, бидејќи оние кои започнат уште од летото. Тоа е сега во завршна фаза, но е во завршна за Министерството, а е во почетна фаза за кај нас. Извршителот имено нема да добие од Министерството решение за тоа на кого е уважено барањето. Тие барања ќе се даваат на странките. Странката ќе го достави до доверителот, а доверителот треба со поднесок да го поднесе предлогот за присилно извршување, кој што се најдува кај нас. Практично ќе треба извршителот после тоа да донесе заклучок за запирање. Во тоа барање ќе треба доверителот да навести, да го извести извршителот дека станува збор за повлекување поради оваа причина, не поради намиреност, не поради не знам што, туку токму поради тоа што е опростен долгот. Така да ова е добра прилика да ги запознаеме граѓаните и должниците дека не треба да одат кај извршителот и да му кажуваат дека поднеле барање или дека веќе го добиле и одобрено барањето, туку треба тоа да го однесат кај доверителот, а доверителот го известува извршителот со поднесок во писмена форма дека го повлекува предметот. Како вие извршителите ќе си наплатите? Ние нема да ги наплатиме. Извршителите гледайте, ние во комората постојано се грижиме за тоа што се случува, значи во општеството, бидејќи комората покрај тоа што се грижи за интересите на извршителите, таа сепак се грижи општо за извршувањето како дел од правосудниот процес и како дел од заштитата на правата, општо земено. Дали заштита на права на доверители во смисла на намирување нивните поборувања или заштита на права на должници во смисла на нивниот со законот и уставот за гарантиран статус во извршната постапка. И во таа смисла се констатира веќе подолго време, тоа го знаеме, дека се јавува една огромна маса на предмети, јадни се предмети кои што напросто не се намируваат. Се постава прашање што би можело тука да се направи. Ваков вид на некаква долговна амнестија е ова што го сега разговараме за определени категории на граѓани. Амнестијата би била, да кажеме, нешто овако термин со поширок значење, меѓутоа на некој начин како некаква амнестија. Се разбира, државата може да го прости тоа што таа го побарува. Во овој случај не беше баш така направено, бидејќи токму државните фирми не опростуваа приватни субјекти кои сакал. Да кажеме, телекомите не се приклучија кон оваа акција, нивна работа зошто, нивни причини не навегувам. Оние кои што се вклучија, ќе им се опростат долговите, практично кои се ефектите од оваа работа. Станува збор за опростување на долгови кои што и така не можело да бидат намирени по долг временски период. Се постава прашање дали тука ќе трпат они штета. Ја мислам дека ако они мислеле дека ќе трпа штета, немаше да се согласат на ова. Ќе се појави реално, според мене, ќе се појави штета кај извршителите, бидејќи они ги опростуваат нивните заработувачки, тоа е оној приходот кој што екзистира канцеларијата на извршителот. Извршителот се согласува да не ги наплати тие пари. Повторувам дека тоа го направи доброволно, према тоа кој сакал можел да не го потпише договорот и да и во иднина очекува и да се надева дека ќе дојде до намирување. Затоа ве прашав како ќе се ги наплатите за вашиот труд. Нема да ги наплатиме. Тие пари ќе останат ненаплатени. Она што помогнува ваков закон и што и во други земји постои како редовна постапка, тоа е можноста за опростување на долгови. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што се додека долгот не е намирен, кај доверител се јавува салдо на побарување и моментално во овој момент во Македонија, ако вие опростите некому долг, државата во секој случај вели тоа е ваша работа, а вие сте должни да го платите данокот на добивка на таа пара, како да можам сте ја наплатиле. Со намера се разбира да се избегнат злонамерни и злоупотребувачки опростување на долгови фиктивни, невистински. Сега со оваа прилика тоа беше погодно, затоа и претпоставам дека голем дел од банките тоа го направи, бидејќи они имаат резервации за сите нефункционални кредити кон Народната банка. Према тоа, на некој начин, како да банките го ослободуваат баласт од кој што го имаат. Ја не ја знам која е вкупната бројка, колку пари они очекуваат од овие сите вакви принцип ситни предмети. Они во секој случај ги опростуваа необезбедените кредити. Тие што се обезбедени се смета дека се посигурни во наплатата и за нив не опростуваа долгови. Кај извршителите се јави друга ситуација. Извршител ќе изгуби сега дел од својот приход, меѓутоа факт е дека овој приход кој што он го губи,
всушност имал прилика да го наплати самиот. Кај него бил предметот? Извршителот самиот можел да превземе некој действие, па да речеме да го намири. Ова е можеби малце прегрубо, се разбира дека не зависи само од ангажманот на извршителот колку тој ќе намири, зависи и од економската состојба на должникот, зависи и од агилноста на доверителот, бидејќи извршителот по правило не е должен да ги намирува трошоците, да ги авансира трошоците на постапката. Тоа е работа на доверителот. Ако доверителот не е заинтересиран или нема пари да ги плати тие трошоци, тогаш извршителот е во една специфична ситуација. Работи предмети, а нема оружје со кој што ќе ги изработи тие предмети. Он ги има предметите како физички, како списи, меѓутоа не може да оди да кажеме да провери дали должникот има жиросметка, бидејќи доверителот напросто нема пари или не сака да ги уплати тие 500 денари за да се прибави тој податок. Важно да резимираме, станува збор за откажување на предмети, на поборувања кои што извршителот сепак имал каква таква прилика да ги наплати и сега ете се одлучува да ги опрости тие поборувања за да го намали веројатно и својот баланс, да ги намали своите пасивни предмети по кои што нема приливи. Бидејќи по оние предмети кои што имало некакво наплатување, тие со текот на година две, па ќе се наплати. Да. Господине Станковиќ, дали се сумирани резултатите за оваа година? Колку предмети наплатиле извршителите? Ние прибираме од колегите, целото членство прибираме на секои 3 месеци податоци за бројот на примени предмети, за намирени предмети така натаму. Водиме сметка за тоа во кој временски интервал доаѓа до намирувањето, да го речеме до 3 месеци, од 3 до 6 месеци и така натаму. Се забележува намалување на стапката на наплата на предметите во првите 3 месеци. Таа е практично во стабилен пад. Трендот е опаѓачки последните 2-3 години. Тоа се должи на повеќе фактори. Има и нормативни фактори, има и, да кажем, економски фактори. Има и трето нешто, а тоа е конечно, иако во јавноста само со негативна конотација се зборува за институцијата извршител, според моето мислење таа е дефинитивно позитивна институција во нашиот правосуден систем и општо вземете, бидејќи предизвика една огромна промена, а тоа е со таа генерална превенција, вака да кажам, со стравот на луѓето да не дојдат до извршител, се постигне една многу висока стапка на наплата на долговите и без при тоа да има потреба да се побара заштита од судот, или пак ако има судска пресуда, без да има потреба да се оди на извршител. Значи, граѓаните во огромен број почнаа сами да постапуваат во предметите. Тоа е една од причините. Втора главна причина е тоа што настапија такви некои измени во нашата служба, кои што негативни последици дадоа. Тоа се јасно кои се тие промени. Тоа се следните, да кажеме. Се зголеми за повеќе од 100% бројот на извршителите и покрај некоја вообичаена норма европска од 30.000 жители на еден извршител. Сега на Балканот ни е последен случај со Република Србија, која што воведе приватно извршување мината година и таму исто така се прифати оваа бројка од 30.000 жители на еден извршител. Во Македонија така почна. Меѓутоа за кратко време се тоа смени и без никакви анализи, да кажам, посебни се повеќе од 100% зголеми бројот на извршители. Тоа што значи? Тоа значи дека сега просечно секој извршител добија помал број на предмети. Со помалиот број на предмети, извршителот има помал приход и крајно он станува понемоќен во однос на она што бил. Колку е неговата моќ послаба, толку е неговиот капацитет за брзо и ефикасно вршење на службата послаб. Се разбира, на ова допринесе и намалувањето на нашата тарифа. Сега, ова е многу интересно прашање. Неспорно во јавноста сите мислат дека тарифата е сега превисока и дека извршителите се неверојатно збогатија. Тоа е напросто чиста невистина. Тоа е чиста невистина и ја се обидуваме таа представа да ја смениме. Колку е тарифата сега? Тарифата се намали некаде за околу 60%. Тоа значи да извршителот, ако сака да дојде до истиот приход, он треба сега да, како доаѓа тоа математички, за 60% да го зголеми својот обрт на работа, за да дојде до истите пари како што било пред намалување на тарифата. Меѓутоа тоа не оди баш така. Економската криза и така натаму се го прави своето. Што сето тоа значи? Тоа значи дека се даваат од страна на банките помал број на хипотеки во реализација. Тоа значи дека должниците кои што доваѓаат кај нас
еден добар дел од нив веќе ги платиле долговите тие што можеле да ги платат и сега ние практично спроведуваме закон врз оние должници кои што во главном и немаат како да платат. Многу често е резултат на нивното неплаќање, губење на работа, така да тешка е состојбата. Со вакво темпо ако продолжи, ако ништо не се смени, тешки денови доваѓаат за извршувањето, а тоа како треба да се свати, дека ќе дојдат и тешки денови напросто за спроведување на правдата во земјата, бидејќи ние полицијата спроведува кривичната правда, а ние извршителите спроведуваме граѓанската правда. Колку имате побавна и послабо ефикасна граѓанска правда, толку послабо ќе имате почитување на судските пред. Џабе постои суд ако нема кој да спроведе одлуката. Ние сега се соочуваме со еден тренд на намалување на таа ефикасност. Со министерот за правда водиме разговори на таа тема и имаме од негова страна разбирање за овој проблем. Напросто трендот е евидентен, тој е јасен. Неспорно дека така се случува. И се надеваме дека ќе ги решиме проблемите. Сега знаете како, владата се формираше, па фати лето одмори. Во тек се, да кажем, разговори во таа смисла, но сме оптимисти дека ќе поправиме нешто. Да повторам, не е планот и идејата с големи тарифи. Значи, не е во тоа. Знаеме дека тоа е нешто што тешко може да помине сега. Ќе се обидеме да организираме работата на некаков начин кој што ќе биде поефикасен, без при тоа да се зголеми тарифата, бидејќи тарифата крајно е на грб на граѓаните. И сега што е проблем? Проблемот е тоа што ако некој немал пари да врати долгот, тој сега не само што нема пари го долгот, од каде му пари да ги плати трошоците и каматите. Логично е тоа, јасно е. Така да планот веројатно нема да оди со зголемување на тарифата, туку со некакви други промени во нашите надлежности преди се. Веројатно ќе одиме со некакво намалување на нашите административни обврски, кои што значат трошоци за нас, за да дојдеме до ситуација да при исти приходи успееме да економски се подобро одржиме, бидејќи од извештајот кој што сега го имаме се согледува дека од 99 извршители, еве 100 да речеме се, барем 60 од нив се во тешка економска состојба. Точно е дека од овие 100 извршители има 10 до 15 извршители кои што добро заработиле. Тоа не е спорно, не треба тоа да се крие. Исто така како што има 10-20 добри нотари или не знам адвокати или не знам инженери, и во секоја служба некој има што подобро заработил од некој друг. Но треба да се гледа вкупната крупна слика. Ако сега ги спомнавте адвокатите и нотарите, актуелно деновиве испојувањето на адвокатите и нотарите, дали тоа ќе се одрази врз грбот на граѓаните? Дали ќе ги чини повеќе услуги? Колку што сум јас запознат, идејата е да се ангажираат во нотарската постапка адвокатите во смисла на задолжителен ангажмент. Так. Да не ги коментирам премногу конкретните решенија, бидејќи не сум запознат со нив. Она што сум го слушнал е дека идејата е да се од постојачката награда која што зема ноторот, дел даде на адвокатите за неговите ангажмани. Значи тоа што чинело 100 евра до вчера и од утре ќе чини 100 евра, само што нема сите 100 да ги земе ноторот, него од тие не знам колка дел ќе земе адвокатот. Тука сега со оглед на тоа да се зема дел од приходите на нотарите, природно се јавува тука еден конфликт помеѓу овие две наши братучетки служби, адвокатската и нотарската. Мислам дека овој проблем во јавноста треба најдобро да се коментира од аспект на тоа што е најдобро за граѓаните. Бидејќи едно е прашањето колку чини таа работа, дали нешто ќе биде поскапо или поевтино за граѓаните, се разбира дека е важно, но крајно има нешто поважно од тоа. А тоа е квалитетот на услугата што ќе добијат граѓаните кај ноторот и квалитетот на правната заштита која што ќе добијат со, еве вака да кажам, ангажман на адвокатите. Да се разбереме, ние во овој момент можеме слободно, секој човек може со адвокат да оди на нотар, никој не го пречи тоа. Идејата е во тоа да сега некои видови на правни дела кои се прават кај нотарите да не може да се направат ако не е присутен адвокат. Колку што ми е мене пренесено како идеја, и тоа за предмети со вредност од 10 или повеќе 1000 евра. Тоа е добро. Значи дадено е релативно висок лимит за да они обични заверки на потписи, преписи, изјави полномошна така натаму, заверка на фотокопии. Навистина би било нелогично да за услуга од 150 денари за заверка на потпис морате да ангажирате адвокат. Идејата е да адвокат се ангажира во предмети со поголема вредност, да кажем вака со поголем значај за луѓето. Ние знаете, имаме и на други места каде што е задолжително присуство на адвокат.
Вие не можете да спроведете истражна постапка кој што изречен притвор во кривична постапка, а да нема задолжително одбрана од адвокат. И некој ако обвинет, ако сака да нема адвокат, не може да нема. Државата, односно судот, ќе му рече по службена должност ќе ти намести адвокат, така да зашто е тоа така направено? Тоа е така направено за да се гарантира поголем ниво на заштита на правата на граѓаните. Дали ваков ниво на заштита на граѓаните е неопходен во постапка пред нотар, е прашање на наш општествен договор. Ова општество треба да се одлучи, да се реши. Дали ќе оди со тој систем на таков тип на заштита на правата и слободите на граѓаните? Клучно прашање е, dakle, дали може граѓаните да се смета дека имаат подобра правна заштита ако е во нотарската постапка пристоен адвокат? Апсолутно да. Така. Збор да нема за тоа. Тоа можеме ние да го споредиме на маса други споредни случаи. Да кажеме, ако е некој човек болен, дали може самиот да се излечи? Да. Дали ако има пристоен лекар што ќе му каже нешто како да се излечи? Па сигурно дека сега има лоши и добри лекари, така натаму, али сигурно дека он подобро ќе се лечи ако има лекар. Или да речеме, ако сакате да купите некој лек од апотека, вие може да купите. Али добро е ако некој доктор прашта да ви даде рецепта. Крајно, и апотекарот не ви продава се. Некој вика, овој аспирин може да купиш, а не знам што не може да купиш, мора да има белешка од лекар. Мислам дека ова добра паралела, слично е како и кај нотарите. Оделно е прашање дали тоа би требало да биде на, да кажам вака, на грб на нотарите. Во тоа не сум сигурен, дали би требало да така доди. Се зборуваше за некоја варијанта да не може да се поднесе писмено кај нотар ако не е составено од адвокат. Да кажем, ако нема вака, просто кажем, ако нема адвокатски печат. Прифатено е тоа или? Не знам, значи, како да тие преговори, какви се идеите на владата во смисла на предлагање на измени во законот. Мислам дека такиот предлог нема да им попречи на нотарите. Што сакам да кажам, значи, нотарите според сегашниот закон за вршење нотарски работи, нотарот е овластен да состави се што заверува. Според една од идеите е да се одземе надлежноста на нотарите да составуваат, бидејќи тие и така многу често и не составуваат. Таквата варијанта на решавање на проблемот веројатно е побезболна за сите. Што ќе се одлучи не е моје, не знам. Ние извршителите само од страна гледаме и ќе видиме што ќе се случи. Еве да кажеме и вака, дали би било да кажеме задолжително или би било, дали би било подобро да странките и должниците кај извршител мора да идат со адвокат? Тоа било интересно прашање. Дали би имале подобра правна заштита? Сигурно дека би имале подобра. Па кој поише знае право? Оној што ушел правен факултет или оној што не ушел? Нормално дека е. Али некој тоа го плаќа. Како тоа се плати? Ние исто така имаме една слична ситуација со примена на јазикот во нашата постапка. Да кажеме, албанскиот јазик е јазик кој што може да користат должниците. Ама никој не сака да каже, да одговори на прашањето, а кој го плаќа тој преводач? Бидејќи кога вие барате превод на албански јазик во судот, се разбира судот го плаќа, тој оди на товар на буџетот на судот, па не знам што и така натаму. А кој овде ќе плати? Ние имавме да случај кога еден колега извршител побара од судот да ги плати трошците за превод, судот се разбира не му паѓа на памет и така не може да први да стигне со парите. Еве и овде исти случај. Ако ангажираме адвокати во нотарската постапка, дали ќе биде подобро заштита на граѓаните? Ќе биде. Дали тоа бесплатно? Не, треба да се плати. Кој да го плати? Ако го платат граѓаните, ќе се зголеми цената на нотарската услуга. Тоа не е некој многу постапковано решение. Како се нашло решение? Па на грб на нотарите. Па и тоа не е некој, не знам како решение. Како е тоа решение? Да му одземеш на некој што има планирани приходи така натаму. Така да не знам што ќе прават, како ќе го решат тој проблем. Во секој случај идејата да се повеќе ангажираат адвокати во овие постапки, мислам дека не е лош. Господине Станковиќ, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Let's go.
znam da li stvarno sama. So denovi se barame na Emily, email. Emily je moja tajna, nedostižna kod zvezda sjajna. I se koji čas ja imam jas na Emily, email. Koga nemam nikog do setaka zdolje mnom i daleko nekade od ovoj grad bez mih. Bo osama praća me SOS, ništo ne rozovo se kuli zdovoljno. Od 2-3 reda uteha si ti, od ova sivo more bez glas, te dovikuvam Emily. Koga nemam nikog do setaka zdolje mnom i daleko nekade od ovoj grad bez mih. Bo osama praća me SOS, ništo ne rozovo se kuli zlovno. Od 2-3 reda uteha si ti, od ova sivo more bez glas, te dovikuvam Emily, Emily. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки е Гордан Станковиќ, извршител и член на управниот одбор на Комората на извршители. Господине Станковиќ, ако лани извршителите успеале да наплатат 128 милиони евра. Според податоците кои до сега ги имате сумирано, колку до сега е наплатено? Ние ги собравме податоците од првите 3 тромесечија, заклучно со септември, споредено со 9 месеци од минатата година, значи со истиот период. Има благ пад во наплатата. Значи имаме 4 милиарди и 896 милиона наплатено за првите 9 месеци минатата година, а ова е 4 милиарди и 490. Значи некаде околу 10% е намалено намирувањето. Тоа се разбира на истата прикладна што претходно ја споменавме, намалување на куповната моќ на граѓаните. Тоа значи колку што е он послабо, колку што е му намалена куповната моќ, он послабо се задолжува. Обратно што луѓето мислат кога е криза има повеќе работа, зашталите не обратно е. Всушност, општиот тренд во европските земји да во периодите на експанзија на стопанството и на развој растат предмети за наплата. Бидејќи луѓето кога имаат добри очекувања за еднината и за нивните приходи, кога имаат добри очекувања дека лесно може да најде работно место, они полесно се задолжуваат. Обратно, кога имате негативни очекувања за еднината, он е повнимателен во своите расходи и послабо се задолжува. Всушност, ние во Македонија имаме сериозно ниско ниво на просечна задолженост по глава на жител, која што е, колку што ги знам податоците споредено со Република Хрватска, 3 до 4 пати пониско во однос на Хрватска. Значи, просечен Хрват должи внатрешно кон банките и кон доверителите внатрешно околу 6 до 7.000 евра, кај нас тоа околу 2.000 евра по жител. Тоа е едната причина, значи релативно ниска задолженост и со веројатно ниски очекувања за иднината, негативни очекувања за иднината. Второто е, како што споменав, континуиран тренд на опаѓање на ефикасноста на извршителот, вака како што они во иднината ќе намалува својата ефикасност. И крајно, веројатно и банките ги намалуваат во намален број, предизвикуваат извршување. Бидејќи банките не се доминантни доверители според бројот на предметите, меѓутоа според масата на наплатување доминираат секој случај банките. Вие од наплатените, да кажеме, околу 90 на милиони, 80 на милиони евра, сигурно од нив повеќе од 50% отпаѓаат на банките. И сега, кога банките мислат дека пазарот не е во развој, него му повеќе одговара да ги репрограмира нефункционалните кредити отколку да ги даде на извршител. Зошто? Затоа што се покажа дека се продава некоја фабрика, погон, не знам што, извршителот не може да создаде купец. Он само е справедливо постапката, а купците сепак ги дава пазарот. Ако вие не може да го продадете,
банката после кратко време гледа дека бадиела само го дава на извршување, само ствара трошоци кои што привремено не грб се. Крајно некој пат ќе се превалат на грб на должникот, али во овој момент се само трошок за банката. И мислам дека тоа е исто така една од причините зошто е намалено зошто се намалува таа бројка, вкупна бројка на намалени пари, ако да задржиме резерва една до нова година, можеби ќе се измени оваа слика. Сега за сега е таква со едно благо опаѓање. Кога ги споменавте банките, непопуларни сте меѓу народот дека извршителите ги блокираат сметките во банка. Да. Тоа го прават извршителите или банките? Блокирањето на сметките се прави од страна на 3 субјекта. Истражниот суд, знае, вонредно ретко во кривични постапки. Значи скоро никад. Второ го прави управата за јавни приходи. Колку што знам, тоа најчесто се случува кај радиодифузните такси, бидејќи тука плаќаат сите што имаат некаква недвижност, тоа е веројатно најголем број на должници, и управата исто така блокира заради наплата на прекршочните парични касни, кои се многу помалку во однос на должниците во поглед на радиодифузната такса. Сепак, оној што најмногу блокира граѓани, тоа е извршителот. Тоа значи блокира граѓани врз основа на било кој платен налог од нотар или пресуда издадена од суд. Такви ги има најмногу. Тоа се тие 106.802 примени предмети за извршување. Најголем дел, лавовски дел од нив, ако одбиете 2 до 3% кои што отпаѓаат на непарични извршувања, останатите 97% се парични извршувања, од нив сигурно 90% одат покрај останатото и со блокада на сметка. За блокада на сметка. Таа блокада на сметка, значи само довршам, се прави со издавање на налог за присилно извршување по сметката на должникот, која што се доставува до носителот на платен промет, тоа е банка, и таа преку својата служба за платен промет врши наплата на налогот за присилно извршување, а ако па нема доволно илич пари, тогаш врши тоа блокирање на сметка. За одблокирање на сметка, парите кој ги зема? Банката или извршителот? Кога се одблокирува? И зошто има различна сума? Во одредени банки 1500 денари? Значи, одблокирањето на сметката оди на два начина. Или по наредба на извршителот, кога од некоја причина ќе се разблокира сметката на должникот, бидејќи за тоа, да кажеме, се согласил доверителот, бидејќи за тоа дошол должникот па покажал, доставил доказ до извршителот дека е вработен, па мора да му се разблокира сметката, и да не навлегуваме во причините, значи тоа е една причина по наредба на извршителот. Втората варијанта е кога самиот должник оди во банка и уплатува пари на сопствената сметка и банката врз основа на претходно пристигнатата блокада од извршителот ги засметува каматите, ги префрлува парите на наменската сметка на извршителот и сметката ја деблокира. Во таа прилика банката врз основа на нивниот ценовник наплатува, не знам точно, и различни се банките, 800, 1200, 1500, денари за услугата на деблокада. И сега тоа е она фамозна приказна за извршни трошоци, да речеме извршителот одговара за тоа зошто и дали под законски услови ја деблокирал сметката. Значи, дали правилно или неправилно излез заклучок за запирање на тоа извршување. Извршителот за таквото извршување наплатува 16 евра. Банката пак, за да постапи по налогот на извршителот, каде што за такво нешто не ангажира дипломиран правник, туку обична дактилографка, за да го внесе тоа во компјутерскиот систем, наплатува, да кажеме, некои банки и до 2000 денари. Како луѓе има тоа друго прашање? Али оно што е интересно дека никој не зборува против банките, а се зборува против извршителите, како да ние ги зимаме тие трошоци. А ние не ги зимаме, ги зимаат банките. Така. Како сме рангирани во извештајот Doing Business во однос на извршувањето? Doing Business постојано врши мерење на периодот во кој што се спроведува судската заштита на договорите. Значи, они тоа го прават, тоа е интересно, го прават од аспект на договорите. Договорите се може би доминантен дел од правните односи во кои што стапуваат граѓаните, ама не се единствен. Да кажеме, во таа анализа на Doing Business не влегува колку време потребно за наплата на издршка. Пример. Има број на денови потребни за извршување на договорни обврски, тука сме најбавни во регионот. Потребни се дури 600 денови. Да, ама таму е влезено и судењето. А ако се смета само извршувањето, не сме најбавни, обратно сме меѓу најбрзите. Она што е интересно е дека ние сме апсолутно најевтини во поглед на останатите земји од Балканот. Ако не се лажам, за оваа година неам погледнато, знам дека минатата година само Франција имаше поевтино извршување споредено во проценти во однос на Македонија. Да кажеме,
тој процент негде се движи околу 5 до 6% од вкупното поборување. Во Франција беше нешто пониско од тоа. Иначе, во балканските земји, знам за Бугарија и за Србија, тој процент е негде околу 10%. Тоа значи дека ако некој побарува 100.000 евра, дека околу 10.000 евра ќе го чинело во Србија, да речеме, извршувањето, а во Македонија би го чинело околу 4.300 евра, пошто 4,3% беше таа бројка. Тоа значи дека прво што треба да се заклучи од ова? Прво треба да се заклучи дека извршувањето кошта. Извршувањето е услуга која што кошта и тоа не би требало да се споредува визави наплатените пари. Што сакам да кажам? Ако вие сакате да заклучите, да кажеме да утужите некого и ќе го дадете на нотар. Нотарот наплатува не знам каква провизија за тоа, како хонор. Никој пат никогаш никој доверител не прашал ни еден нотар да му рече: "А колку пари јас ќе наплатам од ова?" Не прашува, затоа што таа услуга, значи нотарот мора да го заведе предметот, па да изработи платен налог, па да го достави, па да го ознаци правосилен, не знам што треба и така натаму. И никој пат не е интересно прашањето колку јас од ова ќе наплатам. Кога ќе дое време за извршување, сите велат во ред, еве ти 100 предмета, ама јас колку ќе наплатам? Па не знам колку ќе наплатиш. Али и со знаење и со незнаење колку ќе наплатиш, во старт постојат трошоци кои што може ќе се вратат, може не. Село дека извршувањето се наблюдува само како начин да се прибават средствата, ќе имаме проблем ние со оваа работа. А што е извршувањето? Извршувањето е начин да се дојде до правдата. Тоа што во граѓанска смисла правдата често пати се плаќа со пари во ред, тоа е точно, не е спорно, не може да се бега од тоа. Али извршувањето не служи за производство на пари. Тоа служи за спроведување на правниот поредок. Бидејќи секој пат основа на извршување не се договори помеѓу луѓето, тоа се пресуди секој пат. Моето последно прашање до вас истекува времето е кои се вашите очекувања за наредната 2015 година? Ќе има ли пораст на примени предмети? И како ќе се одвива наплатата? Веројатно по мене, веројатно е дека ќе продолжи намалувањето на бројот на новопримени предмети. На тоа веројатно влијаат и овие акции кои што ги прават телекомите и ЕВН за некако вонсудско наплатување на предметите. Тоа е крајно добро, затоа што на поевтин начин ќе се дојде до намирување, а се знае дека сметките за струја се најчести. Може би се, не знам, пола од сите предмети во Македонија. Така да од тие причини и од оние претходно што ги споменавме, веројатно ќе имаме намалување на бројот на предмети и некое веројатно известно намалување на вредноста на предметите кои што се дадени за шуј. Меѓутоа тоа може знаете и да се менјава, затоа што е доволно една банка да иницира премиот од 5 или 10 милиони евра и тоа ќе промени ситуацијата во целата земја. Ние имавме минатата година еден извршител во еден премет наплати 11 милиони евра. И сега гледате го тој податок наспрема овие 80 милиона за 9 месеци за цела земја, така да може лесно да се променат тие податоци. Господине Станковиќ, јас ви благодарам што бевте гостин во Благодарам на денешната поканата. Најважните економски настани ќе ги слушнете по кратката музичка пауза. Остани со мене, мојот трамвај доцни има време. Ти и јас сме сами, околу нас светат само реклами. Улична романса, колку долго чекам ја сваква шанса. Не знам дал да бројам, сепак не е важно, пред тебе стојам. Сребрени улици, само за нас вечер во мракот шепоти. Никој освен тебе не неće да знам, мојот трамвај може да оди сам. Сребрени улици, само за нас вечер во мракот шепоти.
nas večer me mrak odšepoti. Niko osim tebe nećem da znam. Moj tramvaj može da odi sam. Srebreni ulici, samo za nas večer me mrak odšepoti. Ti si moje nebo, a ti si mi sve. Dolgo, dolgo ljubi me, ljubi me. Srebreni ulici, samo za nas večer me mrak odšepoti. Во емисијата Бројки ви ги пренесуваме и најважните економски настани оваа недела. Премиерот Никола Груевски со владиниот тим на Бизнис форум во Америка ги презентира можностите за инвестирање пред потенцијалните инвеститори. Истакна дека Македонија има поволна бизнис клима, која е значително подобрена во изминатите неколку години. The World Bank report named Во извештајот на Светска банка Doing Business во 2006 година државата беше на 94-тото место, а денес во неновиот извештај на 30-тото место, со што државата е рангирана подобро од 16 земји членки на Европската Унија, подобра од сите земји од југоисточна Европа и подобра од скоро сите држави од Централна и Источна Европа. in Europe. Собственикот на компанијата Smart Calling, Ендрю Лоса, кој произведува делови за автомобилската индустрија, но и софтвер за редуцирање на зависноста од електрична енергија, е заинтересиран да инвестира во Македонија. Бараме локација за градење на фабрика и производство некаде во светот. Дојдов на овој форум за да ги дознам сите предности и поволности кои се нудат, квалитетот на работната сила, даноците, банкарскиот сектор и доста сум импресиониран, дотолку што планирам да ја посетам Македонија до крајот на годината, најкасно на почетокот на јануари идната година и да се информирам за тоа колку ќе чини и што е потребно за да се започне со производство до крајот на следната година. Државната статистика објави раст на извозот за 20%. Вкупната вредност на стоки извезени од стартот на годинава, заклучно со септември, изнесува 3,7 милиарди долари, што е 600 милиони долари повеќе во споредба со истиот период лани. Податоците покажуваат дека неголем учество во извозот имаат фабриките од зоните. Зголемување има и кај увозот, од 13%. Покриеноста на увозот со извозот е 6,8%. Да слушнеме изјавата на Сеат Кочан од Сојузот на стопанските комори. Домашните компании имаат исто така солидно учество во извозот. Меѓутоа, нормално е дека најголем процент од извозот се сведува на компаниите кои што работат во технолошките развојни зони. Така да позитивно е тоа што нивниот број се зголемува од месец во месец. Извозот на домашните компании ќе го помагаат и странските промотори. На секои 3 месеци преку директна интернет врска ќе ги информираат како и на кој начин ќе можат да им помогнат за евентуален пласман на нивните производи на странските пазари. На тој начин домашните фирми информациите и контактите ќе ги добиваат без трошоци и губење време. То планираме да воведеме специализирани средби по поедини сектори, односно да се соберат на другата страна, условно кај страната кај промоторите компании, заедно со промоторот кои што се заинтересирани за даден производ или даден сектор, и од на македонската страна исто да имаме специализирани неколку компании со цел да размената на информации биде поквалитетна. Користа за компаниите е огромна, вели председателот на Сојузот на стопанските комори Митко Алексов. Економските промотори ќе им ги дадат потребните информации за оние пазари кои се недостапни за нив, ќе им помогнат и при контактите. Имаме одредени контакти, веќе и директни соработки со одредени земји како што е Канада, Индија, пазари непознати за нашите компании во делот на Индонезија, исто така и во пазарите од заливот, значи Катар, Бахрейн, Дубај. Очекуваме уште поинтензивна соработка со економските промотори, посебно во земјите, односно така наречените пазари од третиот свет, како што се Азербејџан, Узбекистан, пазари кои реално се непознаница за нашите компании. На 10.000 граѓани го посетија третиот поред саем за вработување во Штип.
32 компании ги представија потребите од работна сила. Во интерес на компаниите кои имаат потреба од работници, оди во прилог и владината мерка за неплаќање придонеси во рок од 1 година за вработување на лица до 29 години, што досега возможи 4500 нови вработувања, вели директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Другите мерки како што се практиканство, обука за познат работодавач, субвенционирано вработување на лица со користници социјална парична помош и нормално сите оние други мерки кои што ги имаме како обука, мотивација и така натаму ќе дадат своји резултати, односно ќе имаме се поголем број на вработени. Владата најави ефтини летови од Шпанија и Норвешка. Но глас ке бара нискобуџетни авиокомпании кои за директните летови ќе добијат субвенции, изјави министерот за транспорт Јана Киески. Ќе биде многу сличен на минатиот повик, така да секоја една авиокомпанија ќе може да се пријави на овој конкурс. Никоја нема да има предност, туку сите ќе бидат рамноправно, ќе може да учествуваат, бидејќи се работи за нов пакет. Воопшто нема да има никакви предности сегашната авиокомпанија која оперира во Македонија. Стигнаа првите 13 товарни вагони од вкупно 150 кои се очекува да пристигнат во наредните 3 месеци. Според министерот Јана Киески, вкупната инвестиција во обновата на возниот парк изнесува 50 милиони евра. Согласно договорот веќе започна испораката на 150 товарни вагони. Тоа значи обновување на возниот парк и Железници е спремно да го зголеми обемот на својата работа, согласно динамичниот план што ги имаме и за наредните години. Очекуваме некаде до крајот на јануари месец да пристигнат сите 150 товарни вагони, договор вреден нешто над 13 милиони евра. Ги слушнавте најважните економски настани. Овде завршува уште една емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.